Марија Минчева Андонова за улогата на мајката во представата Сите прекрасни нешта. Во режија на Нела Витошевиќ ја доби престижната награда главна женска улога на годинешното издание на Војдан Чернодремски. Минчева Андонова во представата Сите прекрасни нешта игра улогата на мајката со самоубиствени нагони и депресија. Добре дојдовте во емисијата. Добро ви најдов, ви благодарам за поканата. Дали толку живееме во депресивно време? Па со последниве случувања мислам дека доста изби на површината депресија, но еве представата конкретно не зборува само за депресивните моменти на мајката и самоубиствените нагони, туку и за една надеж дека сепак во животот постојат нешта за кои вреди да се живее и дека треба да се продолжи со живот. Мислам дека после оваа представа многу луѓе ќе излезат свесни за проблемите кои што ги имаат особено младите со своите депресии, акциозности, панични напади. Од каде таа апатичност кај особено кај младите? Предпоставам па од друга страна дека овој гнев, револт, незадоволство, овој период ти произлези и од неодамнешната голема трагедија во Кочани. Во Кочани, да. Па еве како што самиот кажавте и трагедијата во Кочани, претходно ковид пандемијата, сета таа затвореност на луѓето ги оддалечи едни од други. Заборавивме да зборуваме едни со други, заборавивме да се слушаме едни со други и сета таа затвореност мислам дека доведе кај младите да има се поголеми анксиозности и панични напади. Но мислам дека треба отворено да се зборува за тоа. За да се бара, кога ќе признаеме дека имаме проблем, многу полесно ќе го решиме тој проблем. Театарот како институција, колку самостојни независни проекти го ангажираат вашиот креативен потенцијал? Па вака, ние како Центар за култура, бидејќи не се водиме како театар во Штип, добиваме годишно од Министерство 2 до 3 проекти. Сега со други успеваме да одработиме ние уште 2 да речеме. Некојаш и 3 зависи од кој режисер ќе работи. Тоа е најчесто нашиот режисер и со колкави средства располагаме. Но обично успеваме да одработиме една детска представа и уште една вечерна, целовечерна. Зарем е тоа доволно? Па јас не мислам дека е доволно. Секогаш можеме повеќе. Еве моите колеги кои што се не многу повозрасни од мене, по 5-6 години, кога тие се вработиле во, не знам, не се сеќавам точно на годината, но има дури 9-10 премиери годишно, што тоа е за поздрав. Театрите во Штип, Битола, Велес, Прилеп, колку и на каков начин ја дисперзираат креативната енергија на уметниците? Смисол како? Дали се е сконцентрирано во Скопје? Па, Битола не се далеко од тоа. Да. И битолчани се вклучени во таа, бидејќи тие се театар. Еве сега од неодамна и Велес станаа театар, пак. Ние центрите за култури како малку да сме запоставени. А не сме ништо подалеку едни од други. Имаме сите исто образование. Но пак, како што кажавте, поголем дел од работите се концентрирани во Скопје. Тоа е точно. На што се должи тоа? Недоволно се инвестира во културните центри во надворешноста? Буџетите секако се помали, бидејќи еве центри за култура сме. Тоа мислам одамна беше кога не здружија заедно центрите за култура со театрите не направи една институција и затоа имаме и помали буџети и мислам дека и сите настани кои што се случуваат се повеќе сконцентрирани и немаме многу посетеност ние сами како колеги не се пратиме едни со други. Од Скопје, например, да дојдат кај нас или ние, со честни исклучоци, секогаш. Еве, јас ќе тргнам од себе, јас повеќе пратам што работат колегите од Струмица и од Велес, отколку во Скопје. Зошто? Па, искрено не знам, може би еве од самото тоа што и од Скопје никогаш, мислам, многу ретко доаѓаат кај нас. Па еве, откако станав и мајка, се повеќе времето ми се редуцира за такви активности, но не велам дека тоа е оправдување. Никако. Се почесто најпознатите македонски режисери ги поставуваат театарските представи надвор од Скопје, но вие од друга страна велите дека многу малку се инвестира во културните центри, како што се Штип,
Велес. Струмица, Куманово, Охрид веќе за жал и нема театар. Прилеп исто, остана без театарска зграда и за секоја почит што успеа да го организираат целиот фестивал, бидејќи реално немат каде да работат сега во Центарот за култура. Дури со намален буџет. Па да. Мислам дека оваа година пак беа подобри буџетите отколку минатата година. Минатата година беа страшни буџетите за култура, но се многу поразлични отколку театрите, центрите за култура. Што мислите, зошто толку малку се инвестира во културата, особено во театарската? Не знам искрено да ви кажам, јас мислам дека треба малку, да не кажам, партиите, политиката малку да застанат понастрана од целата култура и театарскиот свет, за да можеме послободно да работиме. А инвестициите навистина не знам, дали затоа што ние не сме профитабилна компанија. Мислам дека од тој начин ги намалуваат буџетите повише. Минчева, кој лик би сакале да го одиграте? Класика или повеќе би лежат современите драми? Ако ви се пружи шанса? Па, како во последните две представи кои што играв во представата на Нела Витошевик и уште еден текст на истата авторка Ана Ристовска, јас на некое друго место, тоа се два современи текстови кои што одлично ми легнаа, морам да кажам, а исто така сум играла и доста класик и така подеднакво се наоѓам и во двете. Преферирате повеќе да сте на сцената или повеќе да се усовршувате надвор од границите на државата? Па, јас сакам кога сум на сцена. За мене, кога би требало да изберам филм или театар, секогаш изберам театар, но секако би било одлична можност кога би можело да излезам и надвор од границите и во некој друг театар да поработам. Имате дипломирано во Благоевград, да. На катедрата театар. Да. Тоа е факултет за уметност и катедра театар, да, точно. Што значи да се заврши факултет во Бугарија? Па, не видов некоја голема разлика искрено. Тој факултет јас каде што завршив, среќа имав добар професор, па имав и успеавме да пропатуваме многу повеќе од колку што патувам сега. Не видов некоја разлика. Може би ако бев запишена во надвис, да речеме во Софија, ќе имаше, гледам сега мои колеги кои што се ми биле и мои ученици на еден начин во драмско студио, сега веќе се вработени по театрите, но ние како од Благоевград немавме многу шанса да почнеме да работиме во бугарските театри. Колку културата ги разбива предрасудите меѓу двете земји? Не случајно ја нагласив информацијата дека имате студирано во Благоевград. Колку културата успева да ги премости овие предрасуди кои постојат меѓу двете држави? Па, јас не почувствував никакви предрасуди таму. Студирав 4 години, точно кога станува збор за култура, немаше ништо тоа, не се почувствува дека сме две различни држави. Дури еден колега ме прашуваше како се вика на македонски маса, како се вика ово на македонски оне, и дојдовме до еден збор каде нели врата и тој ќе ми само ми рече: добро, за една врата ли пишувавме две истории? До тој степен. Значи, ние се и шегувавме на темата Македонија и Бугарија, но не е имало никакви предрасуди. Која улога ви е најдрага што сте одиграле до сега? Имам повеќе, но веќе ја издвојам, таа ми беше меѓу првите поглавни улоги. Улогата на Лора во Хотел ни на небо ни на земја, тоа е во режија на Љупчо Георгиевски од Битола. И сега и последната, улогата на мајката од Сите прекрасни нешта, исто така ми е посебно драга, а и улогата на Мара во Демонот од Девар Мало на Наташа Поплавска. Дали монодрамата ви е предизвик? Се уште не. Една од вашите колешки, Бијана Драгичевиќ Пројковска, пред неколку месеци на сцената на Националниот театар во Бугарија, Иван Вазов доби голем број на овации после нејзиниот настап.
Дали културата успева да ги надмине сите оние нејасноти и да се издигне над политичките разлики кои постојат? Па мислам дека да. И меѓусебните гостувања, еве, ние кај нив и бугарите кај нас, мислам дека тоа го докажуваат постојано. И награди се зимаат, и наши македонски актери зимаат награди кај нив и обратно. Затоа мислам дека тие предрасуди таму, точно како што кажавте, се издигнуваат над политиката. Не сте добиле понуда за гостување во некој од меѓународните или европските театарски сцени? Да работам или како представа? Не, за жал не. Не су. Како гостување сме биле, но вака не. Марија Минчева Андонова, гостинка во Тренинг, доаѓате од Штип, од Штипскиот театар, градот, средината која беше потресена од неодамнешната трагедија во која згасна 62 животи. Имате блиски ваши пријатели кои почина. Каква е денес атмосферата во овој дел, во овој град? Па, за жал, се уште се чувствува тој траур. Изгубивме 5 млади животи. Во тоа време, еден од членовите на бендот беше и директор на нашата институција, Филип Стевановски. Исто и неговиот баџана, како да кажам, почна да работи исто кај нас. Така да уште еден колега, него го познав уште многу одамна, така да многу близок човек. Фотографот кој исто не ги фотографираше нашите представи, Александар, и уште 2 млади дечиња со кои лично ги познавам родителите. Мислам дека никогаш нема да се оправиме после тој настан целосно. Секогаш ќе бде и ќе се чувствува во воздухот тоа нешто дека тие млади животи згасна пред време. Велите, никогаш нема да се оправиме од после оваа трагедија, но ќе извлечеме ли поука од оваа катастрофа што ни се случи? Па да се надевам дека да. На толку многу згаснати животи, ако не извлечеме поука, значи нешто не е во ред со нас како народ. Дури политичарите и државата сите треба да се замислат за тоа. Да, сега се засилија контролите, инспекциите по дискотеките и сите клубови, но не мислам дека тоа е единствениот начин. Треба многу подлабоко да се влезе во нештото. Дали не достигаат современи драмски писатели што би ја отсликале општествената и општествените и човечките карактери и контраверзии во Македонија? Мислам дека не недостигаат современи автори, туку режисерите треба се повеќе и повеќе да се обраќаат кон тие автори современите драми, па и ние како институции кога предлагаме текстови и режисери треба да предложиме повеќе современи драми за кои што се веќе многу поблиску до нас. Не велам дека Чехов и Шекспир не се блиску, се уште се нели некои теми што се обработуваат во Чехов се уште блиски до нашето време, но автори постојат и tekako современи кои пишуваат, но мислам дека ние сме тие и режисерите кои што треба малку повеќе да се свртат. Каква е мисијата на театарот денес? Па јас кажав во изјавата, пак ќе се повторам, на Чернодрински, дека со представата Сите прекрасни нешта докажавме дека театарот се уште има моќ да лекува, да воздигне некои важни прашања и да не подигне кога сме на дното и да не потсети дека сепак постојат прекрасни нешта, нели, за кои вреди да се живее. Чинам дека мотото на овогодинешното издание на Војдан Чернодрински беше "Осмели се и насмемни се". Смеј се, осмели се, да. Има ли простор за смеја, за хумор денес? Има. Има и мислам дека и треба да продолжи да има и покрај целото сивило, затоа што луѓето на еден начин се релаксираат со тој хумор и забораваат на сите сивила кои што им се случуваат во животот. Господине Минчева, сте размислувале да се иселите од државата? Искрено не. Никогаш. Јас сум задоволна со работата што ја работам овде, со мојата професија и можеби мојот сопруг е помислувал, но секогаш сме се враќале на тоа прашање што би работела јас таму. И некако никогаш не сум се пронаоѓала во друга држава. Сте имале понуди да дојдете во некој од театрите во Скопје? Да работам, не. За жал. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам и на вас за поканата.
знаете. Бучим сакаше да ми ја откупи рудата која што има ископана, а екологистите лажеа дека немало никаков објект, а тој станал збор за 400.000 тони руда ископана. А Бучим сакаше да ја одземе. Кој ќе биде виновен што оваа сума која наведува? Многу луѓе ќе бидат виновни. Оваа сума ќе треба да ја исплатиме како обештетување. Сега вака да ви кажам, 1 грам злато у моментов е 110 евра. Проценката на Генезис и Лобица е негде околу 200 и уште на неколку места околу 200 тони злато. Алшар, Долека Кожув околу 200 тони злато. По 110 евра тоа е 22 милиарди евра злато. И тоа не е критичен метал. Бакарот е критичниот метал, а ние лежиме на бакар.